Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на делот содржините кои ќе следат. Решението за кризата е во договорот од Пржино и тоа е она за што се залагаме заедно со колегите од Европската Унија, потенцираше денес амбасадорот на САД Джейс Бејли. Започна активностите за санирање на свлечиште во пробиштипското село Неокази. Вредноста на проектот е 14,5 милиони денари, средства од Европската Унија. Геолошките истражувања за јаглен во Делчевско и Пехчевско го заинтегрира стопанскиот сектор, со што сериозно се размислува за бенефитите кои би ги добила државата преку експлоатација на минерална суровина. Започнуваме со политичките случувања во државата и вестите од национално значење. Партиите ги прекинаа преговорите во Пржино, кои имаат за цел одржување фер и демократски избори на есен. Ова го потврдија и СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Партиите ги прекинаа преговорите во Пржино, кои имаат за цел одржување фер и демократски избори на есен. Портпаролот на СДСМ Петре Шилегов на денешната пресконференција констатираше: преговорите се прекинати, секогаш кога ќе дојдеме до двете болни теми за ВМРО-ДПМНЕ, а тоа се прочистување на избирачкиот список, односно 330.000 спорни записи и регулирање на медиумската сфера. Во тој момент доаѓа до прекин на преговорите од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Очигледно е дека ВМРО-ДПМНЕ бега од фер, слободни и демократски избори. Преку соопштение од владеачката партија објаснија, ВМРО-ДПМНЕ денеска предложи експлицитно да се поддржи ставот дека ниту еден новинар, ниту медиум нема да може да биде казнат за искажан став или мислење. Став кој е основан постулат и основен принцип во Кодексот на новинарите, каде слободата на медиумите е неприкосновено право. Во 21 век во Европа СДСМ е единствената политичка партија која се противи на овие принципи. Ниедна лага и манипулација на Петре Шилегов нема да го тргне срамот од СДСМ кој беше излечен на чистина и практично покажа дека нивната крајна намера е воведување на цензорска контрола врз медиумите. Во однос на бројките поврзани со избирачкиот список, Петре Шилегов е заразен од вирусот на неговиот лидер. Вчера неговата шефица Радмила Шекеринска лицитираше со други бројки кои ги потврдија лагите што во континуитет ги искажуваше СДСМ. Според математиките на Шекеринска требаше околу 170.000 гласачи да бидат обележани со звездичка, околу 40.000 активно да се регистрираат. Најголемиот дел од овие гласачи се од 6-та изборна единица, каде што ВМРО-ДПМНЕ освои само 4 пратеници. Ова беше најасна потврда досега дека СДСМ лажно обвинувал и ја манипулирал јавноста, тврдејќи дека биле жртви на изборни нерегуларности. ВМРО-ДПМНЕ го поздрави ова признание на СДСМ за сите изречени лаги и се согласи дека ова е добар прв чекор кон враќање на довербата во избирачкиот список. Стои во соопштението од владеачката партија. Според амбасадорот на САД Джейс Бејли, кој заедно со евроамбасадорот Аиво Орав посредуваа на средбите меѓу партиите, решението за политичката криза лежи во спроведувањето на договорот од Пржино и токму затоа се залагаат со колегите од Европската Унија. Се надеваме дека ќе следуваат реформи и веродостојни избори и дека луѓето ќе учествуваат во овој процес. Тоа е суштината на договорот од Пржино и тоа што САД и Европската Унија се обидуваат да го постигнат како пријатели на Македонија, рече Бејли на пресконференцијата со министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Министерството за образование и наука упатува апел до наставниците да искористат можноста професионално да се надградат на еден од најдобрите 200 универзитети според листата на Шангајскиот универзитет од областа на образованието. Конкурсот ќе биде активен до 1 септември и предвидува целосно покривање на трошоците на наставникот за време на студирањето. Министерството, односно владата, ќе ги покрие целосно трошоците кои што се поврзани со нивната стипендија, нивниот престој, трошоците поврзани со студирањето во соодветниот факултет. Конкурсот трае до 1 септември. Јас очекувам во текот на летниот период, бидејќи веќе имаше интерес од страна на наставниците да имаме и конкретни апликации од дел од наставниците, со тоа што уште еднаш би сакал да потенцирам и да повторам дека соодветно на ветувањето во рамки на програмата за работа на влада, Министерството го измени соодветниот закон и во рамки на истиот постои утврдена гаранција за работното место на наставникот кој што ќе оди да го дооформи своето образование, нормално со обврска потоа да се врати и да работи во Република Македонија.
Геолошките истражувања за јаглен во Делчевско и Пехчевско, кои траат веќе извесен период, а за кој се зборува повеќе од 30 години, го заинтригира стопанскиот сектор, па сериозно се размислува за бенефитите кои би ги добила државата преку експлоатација на минералната суровина. Геолошките истражувања за јаглен во Пијанечко, чии ископувања во Делчевско и Пехчевско траат веќе извесен период, а за кои се зборува повеќе од 30 години, го заинтригира стопанскиот сектор, па веќе сериозно се размислува за бенефитите кои би ги добила државата преку експлоатацијата на минералната суровина, која во голема мера може да придонесе за намалување на енергетската криза во државата. Премиерот Емил Димитриев потврди дека владата досега издала околу 300 одобренија за геолошки истражувања, нешто што само по себе ја наметнува можноста за изградба на капацитети, кои доколку профункционираат ќе придонесат за значително забрзување на развојот на стопанскиот сектор, од кој секако бенефит би имал и крајниот исток. 300 дозволи владата склучи со компании за детални геолошки истражувања, од кои веќе имаме 200 дозволи за експлоатација, што значи има еден огромен потенцијал кој што во иднина ќе биде ставен во функција на дополнителен раст и развој на Република Македонија. Јас сум оптимист дека со заеднички напор на владата на Република Македонија, на вас од приватниот бизнис, ќе имаме нови светли моменти. Тука пред се јас очекувам како еден од најкрупните инвестиции во делот на рударството е стартот на рудникот Иловица, старт на еден огромен капацитет во Делчевско за јаглен. Фактот што Делчевско-Пехчевскиот басен крие над 50 милиони тони јаглен со квалитет кој одговара на оној на јагленот на Суводол, според Димитриев е доказ дека Македонија има огромен потенцијал на богатство со минерални суровини, што значи дека на стопанскиот сектор му предстои светла иднина. Многу светски аналитичари, економисти и прогнозери кажуваат дека во иднина човештвото ќе биде во ситуација да му се потребни најмногу две нешта, тоа се минералните суровини и храната. Бог ни дал таква прилика да управо тука имаме како држава предност и треба да бидеме мудри, да го искористиме тоа и да направиме што е можно максимум за својата држава. Инаку засега геолошките истражувања за јаглен во Пијанец се одвиваат на две локации, на потегот Звегор-Стамер и во областа меѓу селата Панчарево и Истерник на територијата на општина Пехчево. Инвеститор на истражувањата е државното електростопанство. Денес започна активностите за санирање на сличиште на дел од регионалниот пат Пробиштип-Штип, односно Пробиштип-Крупиште. Активностите на ова сличиште, кое подолг период представува проблем за возачите на автомобили, се финансирани со средства од Европската Унија, а се имплементира преку UNDP. Во близина на Пробиштипското село Неокази денес започна активностите за санирање на свлечиште, кое веќе подолг период представува голем проблем при безбедноста во сообраќајот. Санирањето се реализира со финансии од Европската Унија со поддршка на представништвото на UNDP во општина Пробиштип. Целосната вредност на проектот е околу 14,5 милиони денари. Се надевам дека изведувачот успешно ќе ги заврши градежните активности, бидејќи овој дел, иако неколку пати претходно беше саниран, мислиме дека со оваа санација трајно ќе биде решен проблемот на делницата Пробиштип-Штип. Тоневски истакна дека активностите кои ќе следуваат во наредниот период ќе бидат според најсовремените стандарди. Ќе се постави подпорен зид со анкери, со шипови, ќе се направи целосно одводнување на ова слечиште, со што ќе се спречи понатамошно оштетување. Рокот за изведба на овој проект е 8 месеци, односно некаде до крајот на ноември оваа делница треба да биде целосно завршена и пуштена во употреба. Старо противпожарно возило општина Берово технички ќе го надоградува за да служи за зимско одржување на улиците во општината и за одржување на уличното осветлување во градот. Фирмата Екоклуб од Битола ќе изврши техничката надоградба и практично ќе го живее сега нефункционалното возило. Старо противпожарно возило ќе се пренамени во возило за зимско одржување на улиците во Берово, бидејќи возилото во оваква состојба е нефункционално. Општината реши наместо да го оттуги, да го пренамени во возило кое ќе биде корисно и од кое бенефит ќе имаат сите граѓани. Тоа е противпожарно возило кое е поприлично старо и бидејќи
противпожарните возила ги заменивме, да обезбедивме нови возила. Сметаме тоа возило дека има услови и може да се преадаптира, тоест да се пренамени во возило кое ќе има функција на зимско одржување. Ние како општина сме должни и сме обврзани да ги обезбедуваме улиците да бидат чисти и проводни за време на зимскиот период кога има снег. Општина Берово изнајде фирма од Битола, од која доби понуда за целосно оживување на ова старо возило. Фирмата Екоклуб од Битола се јави и ни даде една понуда и еве сметам дека денес со вака површинско гледање на возилото, мислам дека ќе најдеме заедничко разбирање и ќе најдеме техничка можност, тоест тие ќе најдат техничка можност возилото да се преадаптира и да општината не се става во состојба да распишува тендер за зимско одржување. Секое возило може да се оживее и ова возило ние мислиме дека можеме да го направиме, така да тоа возило е старо, оно е регистрирано. Условите за хомологација ќе мора да ние да ги направиме за да ги исполни условите за хомологација, така да тоа возило може понатака да се користи за намените на општината Берово. Освен сите потребни технички надоградби за зимско одржување на улиците, во возилото ќе биде вградена и корпа за одржување на уличната мрежа во општината. Утре православните христијани го празнуваат христијанскиот празник Духовден. Пред престојниот празник зголемена е побарувачката на земени производи кои според верувањата со символично давање на блиските преминуваат граница на оној свет и им служат на покојните во тој задгробен живот. Поради тоа на градскиот пазар во Штип денес имаше голема понуда на грнчарски производи. Духовден или Доовден е еден од најголемите 12 христијански празници, наречени уште Педесетница, и еден од најрадосните и најсветли празници во христијанството, во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој настан представува исполнување на старозаветните месијански пророштва и се празнува 3 дена. Тоа се задушници кои се празнуваат петок попладне или сабота сабајле пред секој поголем празник. Значи, денес се наоѓаме пред празникот слегување на Светиот Дух или Света Тројца или Педесетница, кога црквата го слави слегувањето на Светиот Дух пред врз апостолите. И според традицијата на православната црква дека во петок попладне и во сабота од сабајле се посетуваат гробовите на покојните, се повикува свештеник да се помоли за душата на покојните и тоа се случува во петок попладне или сабота од сабајле, кога Света православна црква го оставила тој ден да се нарече задушница или спомен. На Духовден во земјава порано било обичај да не се спие ноќе. На гробиштата луѓето седеле цела ноќ и раздавале храна за душата на покојните. Она што останало од традиција и е поврзано за овој празник е задолжително носење на цреши во земјени садови, кои според верувањата со символично давање на блиските преминуваат границата на оној свет и им служат на покојните во тој задгробен живот. Поради тоа на градскиот пазар во Штип имаше голема понуда на грнчарски производи, а производителите задоволни од продажбата. Продажбата е супер за сега. Иде нормално, мислам. Секој се спрема да земе понапред. Се обезбеде со бардачиња. Утре е гужа. Што зема најмногу луѓето? Бардачиња. Бардаче, каленичка, кој што има. Мислам, кој што сака да си нарече за постари луѓе, за помлади луѓе, вазнички, било шо. Пред престојниот празник Духовден, митрополитот Брегалнички господин Иларион упати апел во кој ги повикува православните христијани да не го посетуваат храмот Света Тројца во штипската населба Баби, бидејќи истиот се уште не е осветен. Во апелот стои: се наближува празникот на Света Тројца Духовден, Господов празник и роден ден на православната Христова црква, ден во кој Господ Бог го испратил Светиот Дух врз светите апостоли и ги обдарил со изворедна духовна сила за да можат да го проповедаат Словото Божјо, благата вест за спасението на светот. Од светите апостоли и ние примивме благодат и дар да бидеме ваши душегрижници, односно да се грижиме за спасение на вашите души. Во таа смисла ви даваме до знаење дека храмот Света Тројца во населба Баби, кој се уште не е осветен, е узурпиран од Далибор,
кој е обземен од ѓаволски действија и се занимава со разни бајачки работи, со што го труе недоволно упатениот народ во нашата света православна вера и ги злоупотребува невојлите на народот за негов личен профит и истиот, од наша страна е екскомунициран, односно оддалечен од православната црква. Ве советуваме, драги духовни чеда, и ви упатуваме горешти апел заради ваше спасение и за спасение на вашите сегашни идни чеда, да престанете со вашите посети на овој храм, се додека не се реши проблемот со бајачот Далибор, како не би го навлекле Божјиот гнев врз себе и своите чеда, а вашата посета можете да ја направите во другите легални, официјални и облагодетени цркви во Штип. Нека ни е честит празникот. Со Божји благослов, митрополит Брегалнички Иларион. Негувањето на црковната музика со своји следбеници и во Виница, се поактивни во локални па и во меѓународни рамки, членовите на хорот Свети Јован Кукузел кој работи во состав на храмот Свети Архангел Михаил во Виница. Млади ентузијасти следбеници на духовната музика во Виница се составен дел од програмата на богослужбите и академиите во Загреб и Риека. Како членови на црковниот хор Свети Јован Кукузел, чија неофицијална работа започна од 2000 година, нивната афирмација со настапи овде и надвор од државата е од неодамна. Црковниот хор брои 15 на члена. Сега не се сите во можност секогаш да присуствуваат, така да имаме ние избор, а настапите секој пат ги правиме со околу 12, барем 12 членови. Инаку составено четворогласен хор е тоа, од сопрани, алти, баритони и баси, односно 4 гласа, 2 машки гласа и 2 женски гласа. Имаме тука настапувано кај нас, значи, во Виница, околните градови, исто така Радовиш имаме настапувано, а како што самите рековте, еве во последните месец дена имавме 2 гостувања во Република Хрватска. Во пресрет на патронот на градот Павловден, хорот најавува мини свеченост за своите сограѓани, а во подготовка се и на промотивно издание кое треба да биде сумиран плод на децениската работа. Плановите сега во скоро време можам да ги кажам, нели, за да не зборуваме во далечна иднина, скоро време планираме еве да направиме неколку тука настапи низ Македонија. Исто така по повод Павловден, празникот на градот, ќе имаме духовна академија и ќе пееме на неделната богослужба исто така. А околу CD, да, планираме да направиме снимка и да го ставиме тоа на CD. Се надеваме дека ќе биде во скоро време. Хорот Свети Јован Кукузел е првиот хор во Виница кој работи во состав на храмот Свети Архангел Михаил, чија работа континуирано ја помага и локалната самоуправа, како и неколку приватни фирми во градот. Од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, а работодавците да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Ова се препораките од Министерството за здравство по најавите од Управата за хидрометеоролошки работи дека во текот на следните денови, утре и задутре територијата на цела држава ќе биде зафатена со температури од портокалова фаза. Да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а градинките да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во овој период. Потсетуваме дека е потребно граѓаните од целата држава да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности, хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица, наведува Министерството. Задолжително миење на земјоделско-градинарските производи пред нивна употреба, како и термичка подготвена храна и нејзино консумирање во многу кус рок од подготовката. Остатоците од авионот на Египет Ер, што минатиот месец исчезна над Медитеранот, се пронајдени, рекоа египетските истражители. Во соопштението се вели дека се идентификувани неколку главни локации на остатоците. Пловилото за пребарување во длабоко море исто така ги испрати првите фотографии од остатоците, се додава во соопштението.
Во авионот кој се урна на 19 мај, упатен од Париз кон Кајро, имаше 66 луѓе. Авионот исчезна од грчките и египетските радари, наводно без да упати повик за помош. Причината за несреќата и натаму е мистерија. Не е исклучена можноста за терористички напад, но ниедна екстремистичка група не ја презеде одговорноста за соборувањето на авионот. Стравот од исламот е се поголем, покажува студијата објавена во Германија, според која ваквиот тренд е засилен од приемот на над 1 милион бегалци минатата година. Според истражувањето спроведено од Универзитетот во Лајпциг, која опфатило 2420 луѓе, секој втор германец се чувствува како странец во својата земја, поради големиот број на муслимани што живеат во Германија. Од 2014 година бројот на исламофоби во Германија бил 43%, а во 2009 година 30,2%. Расте и бројот на луѓе кои сметаат дека на муслиманите треба да им се забрани влез во Германија. Русија прогласи прекин на огнот во сирискиот град Алепо и најави стабилизација на состојбата. На иницијатива на Русија на 16 јуни на полноќ во Алепо стапува во сила 48-часовен прекин на огнот заради намалување на нивото на вооружено насилство и стабилизирање на состојбата. Се вели во соопштението во кое сепак не е наведено со кого русите воделе разговори за прекин на огнот. Во официјална изјава на Стейт Департментот пак се потврдува дека спротивставените страни се согласиле на ова примирие во Алепо и се изразува надеж дека тоа ќе прерасне во трајно, опфаќајќи го целото подрачје зафатено од конфликтот како и цела држава. Македонската ракометна репрезентација обезбеди пласма на светското првенство во ракомет во Франција во 2017 година, откако ја совладаа селекцијата на Чешка со 34:27. Нашите ракометри сосема заслужено стигнаа до победата, изразена со доволни 7 голови разлика. Дејан Манасков беше најефикасен во нашите редови со 11 погодоци, од кои 9 во првото полувреме. Капитенот Кирил Лазаров постигна 8, а Филип Миркуловски 6 пати се запиша меѓу стрелците. Пласма на светското во Франција изборија Македонија, Белорусија, Шведска, Данска, Унгарија, Полска, Словенија и Русија. Светското првенство во Франција ќе се одржи од 11 до 29 јануари и ќе биде пето за Македонија, вкупно 9 настап на големите собири и 6 во континуитет од 2012 до сега. Ова беа сите содржини за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви благодариме на вниманието, ви посакуваме пријатна вечер со нашата програма.